Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Во вечерашнава наша емисија, почитувани слушатели, ќе ве запознаеме со ликот на Александар Македонски во македонската книжевност, античките македонци со своји богови и свој јазик. Па да отпочнеме со ред. Утринското кафе е навистина и најсладко, меѓутоа тоа е и за ваша душа. Но тоа може само Тим Хортонс, посебно во Скарборо и Истјорк, чии собственици се Стив и Дени Браун, со нивниот татко Џорџ Браун од село Буф. Но не е само тоа. Во Тим Хортон можете да си земете утрински појадок, исто така донаци или крофни, како и други сладки јадења, но и да си ордирате јадење, сендвичи, доколку одржувате некои митинзи. Повелете, Тим Хортон секогаш е до вас, покрај вас. Westmount Guarantee, инвеститор за сигурна гаранција за комерцијални билдинзи, за кондо, исто така депозит иншуренс финансинг. Нашиот сонародник Джим Еманолидис го докажува сето тоа. Телефонот е 416 712
4038. Секој ден посакува да живее во удобен стан, во удобна куќа. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty е покрај вас. Завртете го телефонот на 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Срцето пак на Ниагара со трите луксузни хотели во Сент Катрин, Хамптон Ин, исто така Бест Вестерн и Халади Ин, но многу повеќе дочекот во овие хотели од страна на персоналот, а посебно од собственикот Том Ничополос, кој запознат веќе од голем број на гости од речиси целиот свет. Но не само тоа, тие располагаат и со 2 спортски сали, односно фит центерс, даваат интертеймент, а за љубителите на боулинг исто така ви овозможуваат како и други рекреативни игри. Додека пак за било какви сечености, свадби, свршувачки концерти, митинзи на располагање ви стои паркве и банкет салата со капацитет до 1000 гости. Јавете се на 905-380-1550. Да повторам, 905-380-1550. Партнер Гоулинг LLP, тоа е адвокатската фирма на сите врсти на лоери. Еден од нив е и Питер Симеон, позната адвокатска фирма низ цела Канада и Америка. Доколку имате потреба од лоер адвокат, побарајте го Питер Симеон на 416-898-4506. Повторувам, 416-898-4506. Сите знаеме дека и воздухот и водата се загадени и секој бара да оди во природа и да пие чиста вода. Но имаме и фирма Continental Carbon Group, која филтрира водата за пиење, воздухот и отпадните води. Не случајно името на ова фирма Continental Carbon Group со нејзиниот сервис можете да го видите во голем број на индивидуални фабрики, разни институции, државни и приватни фирми. Јавете се на 905 за ваша потреба 643-7615. Да повторам, 905-643-7615. Независно од тоа кои биле автентичните имиња на македонските богови, факт е дека античките македонци имале своји специфични богови, различни од другите тогашни народи и своја религија, а тоа го потврдуваат и бројните култови кај македонците. Професорката Проева вели дека од култовите поврзани со обожување на природните сили кај македонците најраширен е и најважен бил култот на сонцето. Кај македонците исто така бил практикуван и култот кон водата. Реките биле почитувани како божество и им се пренесувале жртви, а на обичните луѓе им се давале имиња на обожени реки. Со култот кон водата допирни точки имат и додолските обичаи во Македонија, кои биле поврзани со меѓусебниот однос меѓу богот Зевс како символ на небото и македонската божица на земјата Данија како символ на земја која бара дожд од небото. Името на Данија во Македонија е посведочено и како Дос или До, па најверојатно оттаму и произлегува името Додоле, што го користеле македонците од 19 и почетокот на 20 век, а секако и пред тоа во песните за повикување за дожд. Античките македонци изградиле култови и кон одредени животни. Така тие верувале во гавранот како кобна птица. Интересно е дека пред да влезе во Вавилон, тој, Александар се мисли, добил предскажување дека таму ќе му се случи нешто лошо. Ваквото кобно предскажување му го навестиле токму гавраните.
Пред да влезе во Вавилон, Александар видел јато гаврани како се тепат во воздухот, при што некои од нив паднале мртви крај неговите нозе. Орелот кај античките македонци бил символ на победата. Нема сомнение дека орелот бил почитуван како победоносна птица од страна на античките македонци. Преку нив ова почит стигнала и до македонците од 19 и 20 век. Жабата пак имала мајкиска моќ. Факт е дека жабата била почитувана од античките македонци. Дури за време на владењето на македонскиот крал Александар I, жабата била едно од најпредпоставуваните животни на кованите монети. Најмногу ги представувале. Конкретно таа била представена на тогашните октодрахми. Свое место во култовите имала и змијата. Змијата во античко време е символ на постојано раѓање и умирање, односно на реинкарнација, а со тоа и на бесмртност. Таа често се прикажува на македонскиот накид, но и на надгробните споменици како символ на хероизиран покојник. Особено внимание се обрнувало на историјата. Науката и уметноста представувале еден мощне важен, би се рекло, суштински сегмент од античкото македонско општество. Како најдобра илустрација за тоа колку внимание обрнувале македонските кралеви на науката и на уметноста, може да послужи податокот дека во придружбата на Александар при македонскиот поход во Азија се наоѓали бројни учени луѓе, дипломати, филозофи, писатели, историчари, картографи и друго, за да го овековечат неговиот подвиг кон исток. Сите тие главно биле ученици на Аристотел. Во канцеларијата на Александар под раководство на Евмен бил воден и дневник кој подоцна им служи како материјал на многумина историчари од оваа епоха. Овде би требало да се приложи и податокот дека при враќањето од Инд кон Запад Александар организирал и една поморска експедиција покрај Индискиот и Персискиот брег начело со Неарх, која покрај практичниот, економски, трговски имала и научен карактер. Особено внимание во античка Македонија се обрнувало на историјата, односно на историографијата. Познати се имињата на голем број македонски историчари од античкиот период, но за жал од нив како и од поетите, граматичарите, филозофите, речиси ништо не е зачувано. Меѓу попознатите македонски антички историчари се Марсија Периандров од Пела, полубрат на Антигон Едноокиот, и Марсија Критодемов од Филипи, кои напишале по едно историско дело со наслов Македоника. Историчар бил и Антипатар, високиот воен заповедник во војската на Филип II, а за време на македонскиот поход на исток ќе остане во Македонија како регент. И Птоломеј, први Сотер, исто така воен заповедник во војската на Александар, а подоцна и македонски крал во Египет, напишал историја за походот на македонската војска во Азија начело со Александар. Познати се разбира имињата на уште многу други историчари од античка Македонија. И на градежништвото, односно на архитектурата му се придавало особено значење во античка Македонија. Податокот дека Александар изградил 77 градови доволно зборува самиот за себе. Своји специфичности македонската архитектура покажува во градењето на кралските палати, гробниците, приватните домови и слично. Например, кај македонските гробници постои свод кој не е карактеристичен за таа култура и архитектура. Исто така мозаиците во Македонија изработувани со конвексни камчиња, а не со рамни како кај римјаните. Меѓу македонските архитекти најпознат е Дајнократ, кој го придружувал Александар во походот, односно бил дворски архитект на Александар. Во античка Македонија исто така била развиена и ликовната уметност. Меѓу најпознатите сликари е Апелес, кој бил личен сликар на Александар, односно бил единствениот што имал право да го слика Александар. Вајарот Лисип исто така бил единствениот кој имал право да изработува бисти од Александар или скулптури, затоа што умел да ја направи видливата негова храброст во бронза. Во врска со литературата, односно со драмата и поезијата, како што наведува професорката Проева, треба да се спомене Еврипид, кој последните години од својот живот ги поминал на македонскиот двор во Пела, каде што ги напишал делата Бакхи, Ифигенија во Авлида и Архелај. Епитафот на надгробниот споменик на
Еврипид го напишал македонскиот поет Адај, кој живеел во 5 век пред нашата ера. За жал, овој епитаф не е зачуван, ниту пак некој дело од овој антички македонски поет. Ќе наведеме овде уште еден податок кој е мощно значаен за македонската античка култура. Имено уште од времето на кралот Архелај 413 до 399 година пред нашата ера. Во Македонија биле востановени од страна на овој македонски крал олимписки игри, меѓу другото и затоа што македонците немале право да учествуваат на олимписките игри. Овие македонски олимписки игри се одржувале во градот Дион, светиот град на античките македонци. Александар на Македонски пак ги довикувал своите штитоносци. Јазикот на античките македонци, односно неговото постоење е засведочено и во наративните извори. Колку за илустрација ќе наведеме два примера. Првиот пример го среќаваме кај Плутарх при опишувањето на немилиот настан со убиството на Клит. Другите пак почнале да го смируваат Александар, но тој не се соземал, туку скокнал на нозе и почнал на македонски да ги довикува своите штитоносци, што било знак за голема вознемиреност и му наредил на трубачот да затруби. Вториот пример го преземаме од историјата на Курти Руф, а се однесува на судењето на Филота, синот на Парменион, пред собранието на македонците поради заговорот против Александар кралот. Кога кралот го видел, му рекол: "Сега тебе ќе ти судат македонците. Те прашувам, дали ќе им се обратиш на мајчиниот јазик?" Филота рекол: "Освен македонци, овде има и многу присутни за кои сметам дека полесно ќе го разберат она што ќе го кажам ако зборувам со истиот јазик со кој што се служиш и ти. Верувам, не поради нешто друго, туку за да го разберат повеќе на твојот говор." Тогаш кралот рекол: "Еве, гледате ли, дотаму ли дошол Филота да ти се гнаси од мајчиниот јазик? Имено единствено тој презира дури и да го научи, но нека зборува како што сака, а вие спомнете си дека тој подеднакво се оттуѓил и од нашите обичаи и од нашиот јазик. Тогаш го напуштил собирот." Се разбира, има бројни историски сведоштва за постоењето на засебен антички македонски јазик, но сметаме дека овие два примера сосема се доволни да го илустрираат тоа. Она што е зачувано од античкиот македонски јазик се познатите 130 глоси запишани од античкиот автор Хесихи, за што сведочи и Донски. Постои значителен корпус од повеќе десетици зборови од јазикот на античките македонци кои се објавени на едно место. Се работи за лексиконот на Хесики. Во поглавието зборови од народите постои посебен наслов македонски. Во овој наслов по азбучен ред предадено совкупно 130 зборови. Покрај ова, Проева тврди дека во војската според најновите сознанија се користел македонскиот јазик, што е логично, бидејќи фалангата составена од необразовани селани не можела да се служи со така наречениот према западот грчки јазик. Така војниците во Вавилон се збогувале од Александар на македонски. Од тие причини никој од историчарите и не го оспорува постоењето на античкиот македонски јазик. Полемиките и несогласувањата настануваат во врска со прашањето за постоењето на посебно писмо кај античките македонци. Проева смета дека античките македонци немале посебно писмо и дека го користеле писмото на така наречен јазик коине, односно македонски јазик. Така, например, добро е познато дека ниеден народ во источниот Медитеран немал свое писмо и дека сите ја користеле така наречената грчка адаптација на феникиското писмо, а феникиското писмо, за ваша информација, е точно од нашето македонско писмо, односно коине. Коине во државата на Александар бил службен јазик со цел да се олесни комуникацијата на народите што со векови пред тоа се служеле со тој јазик. Проева појаснува дека во империјата на Александар Македонски службен јазик бил коине, јазикот, но според неа тоа бил свесен чин на Александар направен поради политички и практични причини. Јазикот коине е различен од другите јазици од арапските или африканските земји. За јазикот коине постојат повеќе мислења дека
Тој бил јазик кој постоел и пред Александар Македонски, кој бил јазик на дипломатијата на Балканот, но и пошироко во Азија, како и друга теза дека тој јазик бил создаден во времето на Александар. Којне, мешавина тоа е, од разни дијалекти, настанал како резултат на освојувањата на Александар Македонски на тогашниот познат свет. Којне бил заеднички или универзален јазик на тоа време, еден вид есперанто, што се употребувал во конзервацијата, во комерцијалата и во пишување со векови пред и по првиот век по Христа. Уште подециден е српскиот црковен историчар Веселиновиќ, кој во врска со карактерот на јазикот којне уште во 1908 година запишал: јазикот којне треба да го разликуваме од стариот класичен јазик, што го нарекуваат самиот Запад грчки јазик. Тој бил создаден во времето на Александар Велики како заеднички јазик за сите народи во Македонското царство. Бил наречен и како заеднички или александриски дијалект, бидејќи главно се развивал во Александрија. На тој јазик било преведено Светото писмо во времето на Толомеј Филаделф. Идентична теза среќаваме и кај Антонije Шкоклев Дончо. Сосема поинаква теза пак приложи академик Томе Бошевски, професорот Аристотел Тентов, во врска со писмото на античките македонци. Тие тврда дека средниот текст на каменот од Розета Ел Рашид го представува писмото на античките македонци, односно нивната теза е дека античките македонци имале свој јазик, но исто така и свое писмо. Писмото и јазикот на античките македонци било официјално писмо и јазик на Македонската империја, или како што го нарекува денешната наука, писмо и јазик на кој се пишуваат законите и официјалните документи. Заблудата на денешната наука е во тоа што за осознание на средниот текст на каменот од Розета го предпочита античко-египскиот јазик во расположливата литература наречен новоегипетски и ареалот на Египет, а не античко-македонскиот јазик и ареалот на Балканот. Сепак, ниту еден од застапниците на ваквите тези немат цврсти аргументи за докажување на своите тврдења. Со сигурност може да се тврди единствено дека прашањето за постоењето на посебно писмо кај античките македонци останува и натаму отворено. Со дрва и камења фрлаат по зборот наш македонски, по песната наша македонска. Не бришат од книгите каде што со илјадници години е напишано нашето име. Ги подкопуваат темелите, за да полека ја се рушат нашата црква. Но не, ние македонците и мртви не се покоривме. Ни сечеја јазици, очите не ги вадеа и пак не се предадовме. Ни затвораа во јами, живи не закупуваа и пак гордо викавме. Македонија ќе биде вечна, иако обесправени. Чекориме кон нашиот обстој и ќе чекориме храбри, горди на својот род, се додека не победиме, зашто ние македонците сме бесмртни. Za Đorđeta Ruse
русе нему клава. Таксай, майко, таксай, чуке так знаш, за Илия, майко, жолти чели. Закрив мета, майко, шалко шула. Запарета, майко, така фрески. Заташена, майко, рало гаши. А за Джорджета, майко, тарапанци. На 3 јули е македонскиот празник Свети Наум Охридски. Токму вечерва ќе дадеме прилог и за чудата на самиот наш светец Свети Наум Охридски. Преподобниот Наум Охридски чудотворец има два празници. Едниот е во зимскиот период и се празнува на 5 јануари или по-старо 23 декември, а другиот во летниот период на 3 јули или 20 јуни по јулијанскиот календар. Поради тоа што во зимскиот период одењето на манастир било отежнато поради временските услови, а и поради тоа што празникот е непосредно пред големиот празник Рождество Христово Божик, кога верниците се подготвуваат да го празнуват Рождеството Христово, со одлука на Светиот Синод е решено празнувањето да се префрли на овој термин. Ако Свети Климент Охридски остана во споменот на народот со својата просветителска дејност, со подучување на народот, не само напишување и читање, туку и на други корисни работи, Свети Наум остана запамтен како чудотворец, со моќта да лекува и за време на животот и по смртта да лекува од најразлични болести и луѓе од разни вероисповести. Односно, сите што искрено и со верба му се обраќале без за разлика на вера и народност. Но Свети Наум остана запамтен и по заштита на манастирот, по наградувањето на оние што со добра мисла доаѓале во кругот на манастирот и казнувањето на оние што иделе со намера да направат некоја штета, да го испоганат објектот или да го навредат светителот. Култот на Свети Наум зрачел на поширок простор не само во Охридскиот крај, туку и во Преспанскиот, дури и до Корча, каде што манастирот имал своји имоти, но култот кон Свети Наум бил расширен и во Унгарија и Романија, каде што имало и селеници од овие краишта. За животот и дејноста на Свети Наум Охридски малку се знае, иако со Свети Климент Охридски се најпознатите и најзначајни ученици на светите браќа Кирил и Методи. Се знае дека учествувал во Моравската мисија, дека во Рим конкретно 867 или почетокот на 868 година бил посветен во духот сан и дека по смртта на Методи во 885 година дошол во Македонија. На брегот на Охридското езеро изградил манастир што го носи неговото име. Умрел во 910 година и наскоро по смртта бил прогласен за светец. Неговите ученици за него напишаја житија и служба. Свети Наум, освен по црковната дејност, е познат и како македонски средновековен писател и културен деец. Од неговите творби за кои се претпоставува дека се повеќе откриено е химнографското дело Канон на апостолот Андреј, а се знае за уште други два канона напишани од него, Канон на
Арангел Михаел и канон за пренесување на моштите на Јован Златоуст. Во житието на Свети Наум се вели дека тој е брат на Свети Климента. Некои истражувачи сметат дека тоа се однесува на брат во духовна смисла, собрат, но повеќамина се убедени дека Климент и Наум навистина биле родени браќа. Не само затоа што Свети Климент бил епископ, а Свети Наум презвитер, а во православието епископ и презвитер никогаш не се нарекувале браќа, туку и поради некои други показатели. Иако податоци за чудотворната моќ на светителот среќаваме и во житијата за него, што без сомнение биле извор и на народните умотворби, сепак култот на Свети Наум најповеќе одразен во преданијата, раскажувани на овој простор од најстари времиња, значи уште од времето кога светителот бил жив. Сепак тие се бележани од средината на 19 век па се до денес. Најрано ги среќаваме во зборниците на браќата Миладиновци и Кузман Шапкарев, а подоцна и кај други собирачи на македонските народни умотворби, патеписци или едноставно кај луѓе што престојувале или пишувале за Охрид и Охридско и посебно за манастирот, кој со својата местоположба и со култот на светителот го привлекувал вниманието. Марко Цепенко во своите записи за еснавските празници направил и список на празниците што ги служеле разните еснафи во Прилеп. При тоа вели дека Џоаџо Абаџискиот еснав го празнувал 20. јуни, Свети Наум Охридски, односно 3. јули по новиот календар. Тој и на друго место истакнува дека Џоаџискиот еснав го служеше Свети Наум во Охрид. Во старо време, еден месец пред празникот Свети Наум, праќале од манастирот Свети Наум риби летници, подарок на џоаџискиот еснав, и на секој мајстор му се подарувале по една како за покана за да отидат на поклонение на манастирот. Бидејќи во тоа време еснавот бил во расцвет, на поколение оделе фамилиарно мајсторите со калфите. Ако пак се случило да не одат, му испраќале парична помош на манастирот. Јас само 2 до 3 години го достигнав тоа и после лека полека паричната помош се прекина, пак и манастирот престана да праќа риби подарок за нашиот еснав. Цепенков уште во поглавието на светците, истакнувајќи ги нивните функции, вели: светците се наредиле на служба и покрај другите Свети Наум го спомнуваат заедно со Свети Андонија и Свети Спиридона. Свети Наум, Свети Андонија и Свети Спиридон да ги лекуваат улаите. Значи во народното верување овие тројца светители се лекари што лекуваат душевни болести. Инаку познато е дека меѓу христијанските светители има и поголем број лекари, свети врачи, безребрерници, што значи лекувале бесплатно, кои што лекувале со силата Божија. Такви се светите врачи Кузман и Дамјан, Свети Пантелеймон, лекувал и Свети Трифун и други. Не случајно со некои од овие свети врачи Свети Наум е насликан на фреска во црквата Света Софија во Охрид. Како што спомнавме, според Цепенков, односно според народното паметење, Свети Наум бил да лекува улаите, на охридски кажано. Оттука и охридската пословица „Кој за ум, која за Свети Наум“, или пословицата запишана во Прилеп „Ја ум, ја на Свети Наум“. Лекувањето душевно болни од страна на Свети Наум е честа тема и во народните преданија и легенди поврзани со неговото име. Вакви сцени се гледат и на фреските од црквата во неговиот манастир, а ова тема се пее и во една од популарните охридски песни. Ке те носи, Русе, Свети Наум, таму Џоџе, Русе, ќе те венчат, и на гробот, Русе, ќе ми легнит, белким умот, Русе, ќе му дојдит. Во споменот на народот, Свети Наум останал како чудотворец и во пастирската посланица на охридскиот патриарх господин Јоасав за префрлувањето на празникот на Свети Наум од 23 декември до 20 јуни по стариот календар се истакнува. Во своите прочуениот и во чудата безмерниот божествениот и свет Отец Наум
А на друго место во истата посланица се вели: затоа секој што поседува срдечна и добронамерна побожност кон светителот, нека дојде на изворите на чудесата на светиот гроб, каде што лежат светите мошти во неговиот свет храм, на источникот што блика исцелувања, да прими благодет и светост на телото и душата, зашто чудата и благодетите на светиот и богоносен Отец наш Наум, чудотворец, толку се многобројни, так ги надминуваат и множеството од звезди. И во Охридскиот митрополитски кодекс, во делот Историски спомени за свети Климент и препод Наум се спомнуваат свети и пречесни мошти, нетелно богатство и извор на исцелување на сите кои со вера и благочестивост одат на неговиот чудотворен гроб. Познато е дека на гробот на Свети Наум доаѓале и луѓе од други вери, особено муслиманите од Македонија и Албанија. И во писмото што попот Сотир од село Љубаништа го носел во областите Подунавје и Романија, каде што собирал помош за манастирот, се вели: притоа знајте, Господо, дека овој свети на народот корисен манастир, спрема кој вие го негувате вашето почитување и верност, па дури и самите неверници достојно го почитуваат и сакат, како што на сите ви е познато, уверени во благоклонетоста на ова надеж, а кога се вели на неверници, се мисли на припадниците на други вери, пред се на муслиманите. Дека припадници на други вери го почитувале светителот и манастирот се зборува и во летописот на манастирот, каде што се вели: ова света институција стекна голем углед и чест и кај друговерци, а особено кај отоманите бекташи, кои не се знае од какви причини ова светилиште го викаат Сари Салтик Баба, што преведено од турски значело жолтобрадиот татко. Инаку да спомнам дека Свети Наум Охридски исто така како псевдоним или го имат наречено Црноризец Храбар. Според едно предание, еднаш кога дошле на гробот на Свети Наум, неколку турци замолиле некој од поупатените да им ги објасни ликовите од фреските. Кога тој што им ги објаснувал рекол: ово е Свети Наум, тие радосно извикале: а, тој е нашиот татко. Интересен бил и начинот на кој се молеле бекташите, односно муслиманската вера. Тие, кога ќе дојделе во манастирот, чевлите ги оставале пред манастирската капија или врата и до црквата се доближувале со метании. Навраќајни излегувале наназад, секојаш свртени со лицето кон црквата и пак со метании. Во летописот на манастирот Свети Наум се вели дека водата од изворот Свети Атанасија служила за лекување на болни. Со миење на водата од овој извор се лекувале луѓето што страдале од очни болести. Летописецот забележува дека многумина нашле спас од овој извор. За исцелителните својства на манастирот секако придонесле и повеќето извори со свети води околу манастирот, што исто така се под влијание на светителот. Покрај споменатиот извор Свети Атанаси, такви се уште има и изворот и карпата непосредно до брегот на езерото, потоа изворот на Јазмо од другата страна на границата со Албанија, изворот посветен на Света Петка и така натаму. Инаку знаете дека и од тој дел каде што сега е местото во Албанија, значи и таму е Македонија. Она што вели од другата страна, значи во денешна Албанија, верувам дека сите вие знаете дека тоа е Мала Преспа, што се наоѓа во денешна Албанија. Во книгата пак за впечатоци, посетителите во своите записи уште истакнуваат дека доаѓаат за здравје на поединецот или на целата фамилија, дека за здравје носат поклон, јагне и слично, дека доаѓаат по јавување на светецот во сон, дека на гробот слушнале некакво чукање и така натаму и така натаму. Во житијата службата, како и во молитва кон Свети Наум се среќаваат податоци за чудата на Свети Наум, кои што се среќаваат и во народните преданија. Например, во првото словенско житие, кое што според некои показатели е пишувано од лице што лично го познавало светителот, зашто на едно место вели: оти јас знам дека повеќе од ова сториле отците и сториле многу чуда, но ова е се што ни раскажале, а другото го сокрија од својата скромност. Значи, нивни современик зборува за чуда случени уште додека светителите биле живи. Од тука можеме да заклучиме дека уште живи тие се прославиле со многу чуда.
И во второто житие се спомнува овој аспект од животот на светителот. Бог пак го прослави него со големи чуда и секакви болести и рани, исцелува и бесови изгонува. Во молитвата на Свети Наум Охридски, исцелител на болни, молики се за здрави на болни од верниците му, ја напомнуваат на светителот неговата Божја дарба да лекува болни. Сега уште ти се молиме и за слугите Божји, се кажува името, или за слугата Божи, каде се кажува името, значи на слугата, кој страда од слабост и тешка болест. Ако е врзан поради свој греф или греф на неговите родители или греф на роднините своји, и ако поради греф го снајде ова болест, ти посредувај го, о ангело пободен, светителе, пред престолот на Господа, кој те прославил да му го прости гревот и болеста, да го исцели. И во службата за Свети Наум се нагласуваат исцелувањата од моштите на светителот. Купот на твоите мошти, прочуен Науме, извира исцеленија, се вели на едно место. А на друго, му пееме на Бога, што ни даде лечилиште на душите и на телата, Наума последниот дар од Бога Вседржител. Но споменот на Свети Наум Охридски најповеќе останал во народните преданија и легенди. Во овие прозни народни умотворби народот раскажувал за сето она што го привлекувало неговото внимание, а што било во негова врска со светителот. Собирачите и истражувачите на народните преданија и легенди за Свети Наум овие народни умотвори ги групираат во неколку поглавја според нивната содржина: лекување болни, скрутување зверови, изграда на манастир, негова заштита и така натаму. Иако тоа е тешко прецизно да се направи, поради тоа што во некои преданија се преплетуваат по повеќе мотиви. Во преданијата и легендите се раскажува за изборот на местото за лекувањето на лица од страна на светителот, за подарување на камбани и други дарови на манастирот и така натаму. Се раскажува за изборот на местото за изградба на манастирот, кога почнал Свети Наум, излегол пред Господа. Поради големото добротворство што го правел Свети Наум на земјата, Господ го одредил да биде во вечен рај. Бидејќи во небесниот рај немало толку убаво место што да одговара за Свети Наум, Господ со рака покажал кон неговиот манастир, велики му: "Она е твојот рај, ти таму ќе бидеш за секогаш." Ете зошто Свети Наум и сега е во неговиот манастир покрај Охридското езеро, заклучува народниот раскажувач. Меѓу преданијата и легендите се раскажува и за Панајгјурот, за лебот што се давал пред манастирската порта, а што бил и гаранција за патниците да не бидат ограбувани од разбойниците, за тоа дека Свети Наум ги благословувал плуговите од Трпејца, воловите од Тушемишта. Се раскажува за Охридското езеро, за лековиот извор, зашто во Љубаништа не паѓа град, за почитувањето на манастирот од бекташите, од еѓупците, за лекување на болните од страна на Свети Наум, и тоа од најразлични болести, неми, слепи, луѓе што не можат да одат, душевно болни и така натаму. Среќаваме и преданија со верувањето дека Свети Наум е жив, односно од такви во кои се раскажува за облогот дека чашата или грнето или бокалот со вино пуштен од прозорецот нема да се скрши или да се истори. Тоа навистина се случило, но светецот му се јавил на сон на оној што се обложувал и го прекорил да не се обложува повеќе, зашто тогаш бил близу и дошол, а ако бил подалеку можело да се случи манастирот да биде претворен во џамија или да биде одземен од страна на бегот. Се раскажува и за повеќе диви животни што откако направиле штета на светецот, ги донесол на манастирскиот имот да ја обработуваат штетата. Мечката што го изела волот самата се прегнала да ора додека не се исплати изедениот вол. Кон преданијата о Свети Наум и мечката, Кузман Шапкарев, велгоштанецот, односно во Охрид потоа, додал: слични приказнички преданија за Свети Наумовите чудеса изобилуваат во Охрид и околината, кои јасно ги покажува чувствата на населението, без разлика на вера и народност, кои ги манифестира кон Свети Наума. Во некои преданија се работи за волк што ора на местото на волот, а во едно предание волкот што ги изел кучињата, самиот дошол да го чува
манастирот. А кога манастирските момци го отепале, игуменот ги прекорил зашто тој бил доведен од светецот за да биде жив сведок за силата на Свети Наум. За преданието за Свети Наумовата мечка, но и за интернационалната димензија на мотивот, споредбена студија објави словенечкиот фолклорист Милко Матичетов и така натаму. Во овие народни умотвори се раскажува и за оживување на дете што е во безсознение, за спасен човек во авионска несреќа, за излекување на повреден германец, за добивање рожба по 10, 12 или 13 години и по молитви пред светителот, за казнување на арамиите што биле припитомена срна, за казнувањето на крадците, на тие што се мајтапеле со Свети Наума, на тие што сечеле во вакавскиот имот, на тие што сакале нешто да земат од манастирот, бакарно табаче, манастирски маски, манастирска мачка, иконче, прибор за јадење, шише ракија, серверена вилушка, 2 гуски, патка и така натаму. Значи, култот кон Свети Наум расширен не само околу манастирот, туку и на многу поширок простор, резултирал со бројни народни преданија и легенди. Тие се создавале во текот на вековите и се уште се создаваат, што од една страна зборува за се уште живиот култ на светителот, а од друга страна за се уште живата фолклорна традиција на Македонија. Еве од тропарите. Соединувајќи се со Христа, си го оставил светот, живејќи со дух, телото си го распнал, преблажен Науме. Си се стремил како апостолите да се подвизаваш и безбројното мизиско множество во верата си го вовел, така и нас со твоите молитви избавине од искушенија. Свети Наум и мечката. Едно време кога орачите од Свети Наумовиот манастир си орале на нивјето, им дошла една мечка, та им изела еден од орачките волови. Ралото или плужницата им останала со еден вол, та не можело веќе да се ора. Орачот со трчање дошол в манастирот и му кажал на егуменот, оту мечката дошла на нива, та му го изела едниот вол. Сега немам, рекол орачот, со што да доорам нивата. Ходи си ти на нива, му рекол егуменот, таму ќе си го најдеш волот на плугот впрегнат во јаремот. Орачот си ошол на нива, кога што да види, чудо големо. Мечката што го изела волот, впрегната била на плугот во јаремот, заедно со другиот вол. Орачот си доарал нивата со едниот вол и со мечката до него, впрегната во јаремот. И до ден денеска тоа е чудо, стоит написано на иконата Свети Наумова и на камењата на страните од мостот Римски, близу до манастирот. Вакви приказки и преданија за Свети Наумовите чудеса изобилува во Охрид и околината, кои јасно ги покажуваат чувствата на населението без разлика на вера и народност, кои тоа ги манифестира кон Свети Наума. Пишува Кузман Шапкарев. Манастирот Свети Наум. Овој манастир е подигнат од Свети Наум Охридски чудотворец и го носи неговото име. Попознат е како манастирот Свети Наум Охридски, иако црквата е посветена на светите арангели Михаил и Гаврил. Во житието на Свети Наум се вели дека црквата била подигната на јужниот брег на Охридското езеро и дека била посветена на светите архангели Михаил и Гаврил. Манастирот повеќе пати страдал од пожари и уривање, пошто пак бил обновуван. Едно време бил важен просветен центар. Во него во почетокот на 19 век се школувал и Димитрije Милодинов. Во црквата се наоѓа и гробот на Свети Наум Охридски и многу луѓе од разни вери и националности го посетуваат и бараат исцеление. Околу манастирот има повеќе свети води: Света Петка, Свети Атанаси, Агиазмо и други.
sedi sonce gre, umrem za nego. Ke se gršam, ke se turšam, mila majčice, ke se gršam, ke se turšam, umrem za nego. Ke go zemam, Osman bego, umrem za nego. Ke go zemam, Osman bego, umrem za nego. Ke me nosi Vohrida, mila majčice, ke me nosi Vohrida, umrem za nego. Ke me šeta sokajče to po jezeroto, ke me šeta sokajče to po jezeroto. Ова наше издание на Радио Час од Глас од Македонија ќе го завршиме со големата и искрена благодарност што другарувавте заедно со нас, а се надевам дека ви исполнивме дел од вашето очекување во оваа емисија, која, како и другите радиоемисии, ги поставуваме на YouTube под The Voice of Macedonia, а од вас бараме да кликнете на Subscribe. Посакувајќи ви пријатна седмица, слушајте не идната недела од 6 часот попладне, кога повторно ќе се јавиме директно во вашите домови со гласот, со зборот и песната од Македонија, преку брановата должина на CMR радиостаницата и брановата должина 101.3 FM. Вашиот уредник и водител на Радио Час од Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.